Една година подоцна бројни жртви, а волја за диалог се уште нема. Војната во Украина се уште трае. Денеска е официјалниот ден кога пред точно 365 дена почна инвазијата на Русија врз Украина. Сдруженијето на украинците во Македонија, Лесија Украинка, на 24 февруари, денеска, организира митинг по повод годишнината од почетокот на руската сеопфатна инвазија на Украина, со почеток во 14 часот на плоштад Македонија, со понатамошно положување цвеќе пред споменикот на Тарас Шевченко во Жена парк. Имаме два наслова за овие информации, може и инсерти да видиме во меѓувреме. Македонскиот државен врв, дипломати од целиот свет, експерти, аналитичари и представници на граѓанското општество на конференцијата Украина година на хероизмот во домот на Арама, со почеток во 11 часот почнува овој настан, соопшти Цивил. На конференцијата учествуваат председателот Стево Пендаровски, председателот на Собранието Тал Џафери, амбасадорката на Украина Лариса Дир, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, министерката за одбрана Славјанка Петровска, министри во македонската влада, амбасадори, дипломати на повеќе земји од Европа, САД и Јапонија, експерти, аналитичари и представници на граѓанското општество. Овие две информации како вовед во темата која што ќе ја отвориме, а тоа е состојбата во Украина точно една година по нападот на русите. Професор доктор Васко Наумовски е гостин ова утро во Македонија на утро. Добро утро, дојдовте во нашето студио. Добро утро, поздрав до гледачите. Една година подоцна, бројни жртви, а волја за диалог нема. Каква е актуелната состојба во Украина? За жал, ние денови одбележуваме една година од почетокот на најжестокиот конфликт на европското тло после Втората светска војна. Тоа е еден конфликт за кој што многу ми не верува и дека нема да се случи, а откако започна, доминантно беше мисленето дека овој воен конфликт ќе трае прилично кратко, знаејќи дека во самите први недели од судирот имавме и директни преговори помеѓу двете страни. Но еве, помина една година од војните судири и не е ниту на повидок крај на овој судир, на оваа воена и безбедносна криза, која што има влијание не само врз страните кои што се директно вклучени, туку и врз целиот европски континент, па и пошироко. Она што дава некаков зрак на надеж во целата ситуација се оние обиди кои што доаѓаат за представување на некакви мировни активности или мировни планови. Најнов обид е иницијативата на Народна република Кина, која што токму денес во Советот за безбедност на Обединетите нации ќе треба да го представи тој свој предлог мировен план. Ќе видиме што тоа ќе содржи, дали ќе биде прифатливо за двете страни, но она што останува како горчина кај сите граѓани и на Украина и на сите оние кои што се директно погодени од оваа криза се оние последици кои што ќе останат врз економијата, врз безбедностната состојба и се она што ќе треба да се обнови после евентуалниот крај на оваа војна. Професоре, 21. век го живееме и Вселената ни е близко. Нема непознати за човештвото, освен оние други светови кои што сме ги гледале само по филмовите, меѓутоа гледаме дека филмовите полека стануваат реалност на сите полиња. Што е тоа што го тера човекот во 21. век да води војна, да разурнува она што се градело макотрпно, да прави штета по животите на луѓето, по економијата, па и по планетата, местото на кое што живееме сите ние, друг дом немаме? Па често пати беше предмет на анализа изминатите месеци улогата на Руската Федерација, која што како постојана членка на Советот за безбедност има одговорност да работи за зачување на светскиот мир. И токму таа држава, која што е една од државите што би имала задача да го зачува светскиот мир, се одлучи да преземе ваков чекор. Би рекол, во период, како што кажавте вие, кога ние сме сведоци на нов еден технолошки развој, на напредок. Секаков развој на секое поле. И кога приоритетите би требало да бидат обезбедување на благосостојбата на сите граѓани, ние сме сведоци дека Руската Федерација се одлучи на ваков чекор. Причините за тоа и наративите беа различни и секогаш, дури при анализирањето на изминатата година, секој од страните се обидува да направи една перцепција дека таа била во право и дека таа победува. За жал и на руската страна работите не стојат сјајно, се работи за десетици илјади жртви, војници во руската армија кои што ги оставија своите животи на украинското тло во овој конфликт и секако последиците врз економијата, иако можеби не толку
жестоко колку што се надева Европската Унија и сојузниците на Украина, но сепак има свое влијание и врз руската економија и мислам дека мотивот на двете страни во овој период повеќе ќе биде да се движат кон постигнување на некаков мировен план, отколку кон ескалација на судирите, затоа што ескалацијата на судирите не оди во прилог на ниту една страна и како што и повеќе пати е кажано, една од оние абсурдни ситуации на војната е тоа што секоја војна треба да заврши со мир. Војна, конфликт, гледаме снимки, телевизијата знаеме каков медиум е, не само телевизијата, туку социјалните медиуми поново, новите медиуми кои што се појавија. Меѓутоа секогаш постои сомнеш кај луѓето, па на оние што се сомневаат дека таму се случува тоа што навистина се прикажува, да им интерпретираме колку е реална оваа војна, дали навистина се случува тоа што се пренесува преку медиумите, за кое што луѓето мислат дека е само пропаганда за да се оцрни некој или за да се направи некој дека е во право. Па еве вие споменавте во најавата, ние имаме тука не само украинска заедница на државјани на Македонија кои што живеат постојано тука, но имавме и една поголема група на бегалци од Украина и доволно да се поразговара со некој од нив да се види какви се тие ужаси на војната. Ние и како нација, за жал, имаме искуства со воени судири, практично и да нема генерација на Балканот која што не искусила директно некој воен судир кај нас или пак во соседството. И најпосле, колку и да ни се чини далеку, она што се случува во Украина, дури ни географски не е толку далеку колку што може да се предпостави. За споредба, ние имаме соседни држави, како, например, Бугарија, која што директно граничи и со Украина и со Русија преку Црното море, или пак една Унгарија, која што, ја сметаме за држава од нашето пошироко соседство, има директна копнена граница со Украина и беше една од државите која што ги прими оние бегалци во почетните месеци од конфликтот. Да не зборуваме за економското влијание и се она што и ние го чувствуваме, како и сите други граѓани на Европа, сите оние проблеми поврзани и со енергенсите, и со ценовните шокови. И храната, Украина е голем фабрика со храна. Храната, да, и најдобар доказ дека секој ќе биде погоден од ова војна е се она што ни се случуваше во изминатите месеци и токму затоа и ние како држава, колку и да се чиниме мали на картата на светот, би требало да го дадеме својот напредок и како членка на НАТО. Сега имаме една дополнителна одговорност како претседавачи со ОПСЕ да го дадеме својот принос да се движат работите кон постигнување на еден мировен договор. Мировен договор, дали е можен и кој ќе победи во оваа војна? Па, во една ваква војна, мислам дека сите страни се повеќе губитници отколку добитници. Во последните недели и месеци на некој начин се стабилизираше оној фронт на украинската територија. За жал би требало да сватат и украинците, а сметам дека тоа е и доминантното мислење кај западните сојузници, дека она што ние го познававме како Украина во тие граници кои што постоја пред почетокот на овој конфликт, веројатно нема да постои во иднина. Да не заборавиме дека корените на овој конфликт се уште во 2014 година, со она анексија на Крим, кога веќе беа променети границите на Украина, и со оние воени действија во регионот на Донбас, кои што практично без прекин траат 9-та година. И она што е заземено како територија од страна на руската армија, малку е веројатно дека ќе биде отстапено, дотолку повеќе што Руската Федерација и официјално ги прогласи тие територии за дел од Руската Федерација и ги вклучи во своите граници, така што евентуалните мировни преговори веројатно ќе се движат во насока на тоа колку од територијата што веќе е заземена од страна на Руската Федерација, окупирана, ќе остане во границите на Русија, а колку ќе биде дел од Украина и како ќе се одвива она идна улога на Украина. Знаеме дека тие добија едни охрабрувања од страна на државите членки на Европската Унија и од САД за евентуално идно членство во НАТО, за идно членство во Европската Унија. Како тоа ќе се одвива, имајќи предвид дека Украина е, како што кажавте вие, една голема држава и по територија и по население, како ќе се одвиваат оние напори за поствоена стабилизација на Украина, реконструкција на самата држава, штетите се мерат во десетици милиарди евра и веројатно на крајот ќе бидат уште
уште поголеми и како таа држава ќе успее да закрепне од воените судири и да продолжи да действува како идна членка на Европската Унија. Веројатно ќе постојат понатаму перспективите за членството во НАТО, иако јас сум скептичен во однос на тој правец. Па најверојатно и тоа беше главната причина. НАТО и близината на границата на Украина, односно непосредната територијална линија која што е меѓу Украина и Русија, беше една од главните причини за војната или агресијата или специјалната интервенција или како и веќе да се вика она што се случува таму од страна на Русија. Сега остатокот од светот. Азија, Кина, Индија, големи земји, големи сили, Јапонија има мировен устав, меѓутоа го напушта полека, почна и таа да се вооружува, секако и претходно имала оружје, по она што се случи во Хирошима и Нагасаки. Што прави остатокот од светот? Што прават Обединетите нации? Ова е оценето како нова студена војна меѓу САД и Русија, меѓутоа сега е на фронт, кој што е многу блиско до Русија. Што прават другите големи земји? Немаат ли интерес да нема војни во светот? Улогата на Обединетите нации е предмет на повеќе истражување и анализи во изминатите децении, но имајќи предвид дека токму Русија, како што кажавме на почетокот, е постојана членка на Советот за безбедност, значително ги отежнува сите активности кои што би можеле да бидат превземени од страна на самиот Совет за безбедност и Обединетите нации, затоа што секоја постојана членка, како и Русија, има право на вето на сите одлуки што ќе бидат донесени таму. Значи, доколку би се предпоставувало дека Обединетите нации можат да направат некоја активност во насока на испраќање на некакви мировни сили, сето тоа ќе биде блокирано од страна на Руската Федерација, веројатно и од страна на Народна Република Кина. Останатите држави, што вие ги споменавте, и некои други држави, пред се ги гледаат своите национални интереси. За жал, реалноста во меѓународната политика е таква. Сведоци сме дека и покрај сите оние санкции кои што беа воведени од страна на САД и Европската Унија кон Русија, сепак руската економија не доживеа таква штета каква што се претпоставуваше, односно ги пренасочи своите економски активности кон другите делови од светот. Пред се тука се претпоставуваше дека штета ќе нанесат оние политики со енергенсите, меѓутоа сведоци сме дека дури и покрај сите овие санкции, руските енергенси го наоѓаат својот пат не само во другите делови на светот, туку и до државите членки на Европската Унија и на НАТО, што покажува дека сепак таа економска меѓузависност има приоритет врз оние воени судири и оние непријателства кои што се случуваат во Украина. Во контекст на дали од тоа значи дека останатите држави би требало да се залагаат за постигнување на мир или не, поголемите држави кои што се членки на Советот за безбедност, постојани членки, имаат своји интереси, меѓутоа треба да се анализира таа ситуација во контекст на тоа дека тие држави се истовремено и членки на НАТО. НАТО како алијанса има своји позиции во овој воен судир. Имено најголемиот дел од државите членки на НАТО се насочени кон помагање на Украина не само декларативно, туку и со конкретни активности, логистичка поддршка, испраќање на воена опрема, оружје и така натаму. Но има и еден дел од државите членки на НАТО, дури и членки на Европската Унија, кои што не се согласуваат со тоа. Постои една неусогласеност на ставовите во однос на повеќе прашања. Едно, например, од прашањата е членството на Финска и на Шведска во НАТО, за кое што сме сведоци дека не постои еден консензус. Ставовите на Турција се тука во прв ред, меѓутоа и ставовите на Унгарија и можеби некоја друга членка на НАТО ќе го попречи членството на овие две држави во НАТО во догледно време. Не е тајна дека тоа е во насока на нивното балансирање во овој воен судир и балансирање во однос на односите кон Русија, заради тоа што тие направиле проценка дека тоа е во корист на нивните национални политички, безбедносни и економски интереси. Интереси. Дали ако на Индија текне, да се изразиме со жаргон, дека Пакистан е нејзина земја, дали ако на Кина и дојде на идеја дека Еверест е нејзин врв, дека целата планина е нејзина, која што се протега во 3 земји, дали ова што го прави Русија во Украина не значи дека Кина и Индија имаат право да го направат, или ако на Соединетите американски држави се сетат утре дека Канада треба да биде нивна држава, дека таму живее американско население кое што е загрозено, дека може да го направат истото? Еден од наративите во правоста е што Руската Федерација го употребуваше во почетокот на војниот судир со цел да го оправда истиот и да оправда таа агресија беше заштитата на руското население кое што живее во
Украина. Меѓутоа, за да се... Не велиме дека немале проблем русите во Украина, затоа што не знаеме. Меѓутоа, начинот на кој што се прави ова што се прави, дали им дава право и на големите сили други да го направат тоа што тие би мислеле дека треба да го направат? Доколку се работи за едно систематско прекршување на човековите права на определена етничка или верска заедница во рамките на една држава, токму затоа постојат и Обединетите нации, она што го зборувавме претходно. Токму тогаш се активираат оние механизми на меѓународната заедница да се заштитат човековите права, кои што се дел од меѓународниот систем на човекови права што треба да бидат заштитени од страна на Обединетите нации. Меѓутоа во овој случај ние бевме сведоци на една унилатерална акција. Покрај тоа, како дополнување на тој наратив, ги споменавте и вие сите овие ситуации, Руската Федерација напомена и одредени преседани кои што се случиле во минатото. Беше земано како пример и она што се случуваше со Косово и ситуацијата во тогашна Сојузна република Југославија, како еден дел од меѓународната заедница тогаш го наруши суверенитетот и територијалниот интегритет на една независна држава без одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации. Меѓутоа истовремено не треба да забораваме дека токму Русија заедно со некои други држави, во изминатите 20 години постојано го напоменуваше тоа како еден негативен пример, дека нарушувањето на суверенитетот на една независна држава без одлука на Советот за безбедност на Обединетите нации представува прекршување на меѓународното право и тоа е така. Сега, она што го критикува 20 години наназад, го направија во случајот со Украина, односно нападна една независна држава која што можеби човековите права биле определен проблем таму, но самата Украина има искуство на соживот помеѓу руското население и украинското население и како етнички заедници, меѓутоа и како заедници кои што го зборуваат рускиот или украинскиот јазик. Тоа се традиционално поврзани народи. Знаеме дека козаците биле главната војска на русите низ вековите наназад, така што константно живеат заедно. И ако се случило некакво кршење на човековите права, требаше уште во првиот момент Обединетите нации, каде што Русија има главен збор, нели, меѓу главните зборови, да се направи некаква интервенција и да се спречи понатамошно кршење на човековите права, нели? Тоа би било веројатно во еден идеален свет, меѓутоа реалноста е дека иако постојат тие поделби во украинското општество и по етничка, и по јазична линија, и по политичка линија, например, јасно може да се видат тие поделби и во однос на резултатите од гласањето на изборите, каде се оние граѓани кои што поддржувале така наречени проруски партии, каде се оние кои што ги поддржувале партиите што се залагаат за членство на Украина во Европската унија и во НАТО, меѓутоа и покрај сите тие поделби, војната не е одговор на сите тие евентуални дилеми и прашања. Постоја определени предизвици веројатно и во украинското раководство. Веројатно некои од државите членки на НАТО и на Европската унија ја охрабрува Украина да превземе чекори, кои што беа јасна провокација за Русија. Меѓутоа, точно е она што го велите вие, дека кога постојат такви опасности, идеално би било да седнат државите да се договорат. Реалноста, што сите ја гледаме, е дека ни се случува еден огромен воен судир со огромен број на жртви, разорнувања, насилство и еден судир кој што ќе остави последици на долг рок на европскиот континент. Реперкусии има огромни по Украина, по луѓето таму, по русите, по руската економија, по украинската економија, по светската економија. Дали големите сили, другите, молчат затоа што гледаат шанса, како што кажавте, може би да создадат некој друг блок кој што би преовладал подоцна откако ќе заврши овој конфликт? Да, создавањето на блокови не е ништо ново, тоа се случувало низ историјата, се случува и сега. Имено она цврста соработка помеѓу Руската Федерација, Индија, Кина, Бразил и други држави се во суштина некаков обид да се одговори на сојузништвото на НАТО државите членки и членките на Европската унија. Најголем дел од државите членки на ЕУ се истовремено и членки на НАТО. И после распадот на Варшавскиот пакт, кој што беше предводен од поранешниот Советски сојуз, сега сме во една ситуација кога Руската Федерација бара нови сојузници да одговори и политички, економски и безбедносно на
на моќта која што ја представува НАТО и Европската Унија, но сепак ние живееме во еден свет во кој што се наметнува потребата за поголема соработка, методите на изолација и потезите кои што ќе ги изолираат државите и имаат за цел да изградат некаков нов Берлински ѕид и некаква нова железна завеса помеѓу условно речено западниот и источниот свет, нема да донесат корист никому и покрај сите овие безбедностни предизвици, јас искрено верувам дека ќе се пристапи кон една стабилизација и кон постепено враќање на економските текови кои што постоја пред почетокот на овој судар, затоа што токму таа трговија, економија и слободен пазар носат придобивки за сите учесници во тие иницијативи и се во корист на граѓаните на сите држави. Прогнозите се секогаш неблагодарни, предпоставките се клучот на неуспехот, ќе кажеме, меѓутоа да се обидеме од аналитичка гледна точка да се обидеме да посакаме во одреден период да заврши ова што се случува таму. Имате ли некаква временска рамка во вашите кругови, разговарате ли за тоа кога би било можно да се среди ситуацијата во Русија и како би изгледало тоа? Односно во Украина со оваа интервенција на Русија, како би изгледало тоа? Претходно споменавме дека првичните процеси беа дека сето тоа ќе заврши за неколку месеци. За жал тие процеси не се остварија. Се наоѓаме во еден период кога традиционално и во минатото и сега државите кои што се вклучени во некаков воен судар се подготвуваат за така наречените пролетни офанзиви. Временските услови и пристигувањето на пролета нешто порано оваа година, веројатно ќе ги забрзаат и тие подготовки за пролетните офанзиви и на двете страни. Се интензивира доставувањето на оружје, муниција и друга опрема од страна на сојузниците кон Украина и истовремено се најавуваат и нови чекори, некаква нова мобилизација на руската страна, што значи дека имаме потенцијал за ескалација на судирите. Паралелно се одвиваат некакви разговори за представување на нови мировни планови. Ќе видиме денес како ќе изгледа таа кинеска иницијатива, која што од една страна Кина како држава која што е силен поддржувач на меѓународното право, веројатно ќе се обиде да представи неколку точки во корист на Украина и задржување на незиниот територијален интегритет, а од друга страна пак како што е најавено, тој план ќе ги има предвид оние околности кои што владеат на терен, односно новата, така наречена геополитичка реалност, како што се споменува во некои од анализите. Значи, ќе бидат застапени и двете страни, ќе се направи обид да се постигне некаков компромис и доколку и двете страни се воздржат од натамошни насилства и се посветат на мировните преговори, веројатно имаме добра шанса во текот на наредните месеци и некаде кон крајот на летото да имаме и конечна стабилизација и мировен договор. Да поентираме на крајот, кратко, во 9 часот се вестите, ќе живее ли повторно Украина нормално? Оние постари генерации кај нас се сеќаваат како бил животот на овие простори после Втората светска војна или пак на граѓаните на државите кои што беа директно вклучени во оние судари на територијата на поранешна Југославија, колку време нив им требаше за стабилизација и дали еве 30 на години подоцна тие држави и тие граѓани живеат нормално или не. Сите војни, сите судари носат апсурди и промени во општествата. Еве, например, неодамна ние на почетокот на оваа година го имавме влезот на Хрватска во Шенген зоната, кога беа кренати оние рампи на границата кон Словенија, граница која што во минатото не постоеше и беше воспоставена во почетокот на 90-тите години, што е уште еден апсурд, една своевидна реинтеграција на регионот кој што беше дезинтегриран со војни, од територии, држави и народи кои што живееа заедно и без граници во една иста економија. Во хармонија, невидена хармонија. Во хармонија, дојдовме до десетина години крвопролевање и судири, со цел сите повторно да се бориме да станеме членки на Европската Унија, каде што повторно ќе живееме без граници во еден заеднички пазар и со дури со исто државјанство на Европската Унија како држави на државите членки. Тешко е да се претпостави колку време ќе треба за таа повторна нормализација. Она што нам директно ќе не засега е нормализацијата на економските текови, снабдувањето и елиминацијата на негативните последици врз глобалната економија и врз нашата економија, но ни останува да се надеваме дека тоа ќе биде што пократко и дека ќе успееме да
повторно да ги почувствуваме позитивните придобивки од заедничкиот пазар, од слободниот пазар и од соработката на економско и политичко ниво. И да посакаме никогаш да не се повтори. Професор доктор Васко Нумовски, гости на Утро во Македонија на Утро, 24.2.2022, 24.2.2023, една година од руската агресија на Украина. Благодариме што гостувавте во нашата емисија и се гледаме повторно, се разбира, да се надеваме повесели теми. Благодараме на поканата.